На денешната вонредна седница на Советот на Општина Прилеп усвоена е предлог одлуката за доделување на финансиска помош како еден вид на хуманитарна помош на настраданото население кое што беше зафатено од катастрофалниот земјотрес во Република Турција и Сириската Арапска Република. Со оваа одлука ние одвојуваме финансиски средства во вредност од 450.000 денари со поделеност 300.000 за Република Турција и 150.000 за Сирија. Со ова покажуваме во првиот бран дека одговараме на хуманоста, односно на желбата на нашите граѓани да помогнат во овие навистина тешки моменти на настраданото население. Ова е само прв бран на ваква помош. Паралелно со тоа и испратен е и конвој, односно пратка од општествено одговорните компании, организирани преку бизнес заедницата, преку економскиот совет. Така да, значи, ние продолжуваме секој ден со собирање на хумани пратки, кои што во координација со јавното комунално предпријатие засега ги чуваме, грижливо селектирани и стационирани во објекти кои што ги користи јавното предпријатие, значи во нивните складови, и очекуваме препорака од Црвениот крст како во најбрзо време тие материјали можеме да ги испорачаме исто во двете настрадани држави. Во склоп, односно во текот на самата седница, изразивме жалење и сочувство на настраданите во земјотресот и со едноминутно молчење изразивме сочувство. Едногласно беше донесена? Одлуката беше едногласно донесена од сите советници на Советот на Општина Прилеп. Го поздравувам нивниот начин на манифестирање на ваква солидарна помош и се надевам дека со ова нема да прекине изразувањето на хуманост од нашиот град, него и во вториот и во третиот ешалон ние би помогнале. Во исто време да кажам и дека понудена е од нас и испраќање на добро обучени лица во екипа од противпожарната единица, но препораките од Дирекцијата за заштита и спасување ни беше конкретно кажано дека тоа ќе оди во етапи, така да нашиот тим е спремен на првата одлука да помогнеме и со човечки ресурси да излеземе во пресрет. Пунктот веќе е поставен на неколку дена за собирање за облека. Да. Продолжува уште и денеска продолжува исто така? Да, секој ден пунктот ќе биде отворен од 10 часот па до завршување на денот, на 16 часот, и секој ден со возило е обезбедено на згрижување на доставениот хуманитарен материјал. Што најчесто донираат граѓаните на колку да имате информација? Најчесто донираат облека, постелнина, обувки, шатори. И ова да го напоменам дека ние имавме известување дека и председателот на ЗЕЛС, господинот Ѓорѓиевски, Орце, директно беше во разговор со амбасадорот на Република Турција, исто така и представник генералниот секретар на Црвениот крст, каде што изричито беше потенцирано дека во предвид идат нови производи, значи хуманитарната помош да биде изразена во материјали кои што се целосно нови. Но како што реков, желбата на граѓаните да помогнат е и во поширок опфат, така да ниедна желба на граѓаните да излезат во пресрет на ваквиот чин на изразување на хуманост не се вратени, значи е прифатена.